Стевананджија Димитар има реплика. Повелете. Благодарам, почитувам председателя. Колега Бишевац, покрај тоа што со вашиот говор не успеавте да убедите ниту еден граѓанин на Република Македонија дека имате факти против ова законско решение, мислам дека вреди да се реагира на вокабуларот кој што го употребувате при сите ваши настапи и она што мислам дека е недолично за еден пратеник. Чиновите на лустрацијската комисија да ги нарекувате малумници, навистина не е долично за еден возрастен човек. Зарем малумници се и пратеникот бившиот Гешовски, Јанаки Витановски, новиот член на комисијата Волческа. Па сепак тие некогаш луѓе вршеле некои високи функции. Зарем е малумник оној кој што се осмели уште еднаш да аплицира за да биде член на оваа комисија, па со страшни притисоци сте го вратили од таа идеја. Термините како слепи поддржувачи. Одлучувате без да го вклучите мозокот. И уште многу слепи поддржувачи на ничија волја, верувајте, не носат резултати. Тоа сте го почувствувале многу пати и на собствена кожа. Во однос на законот, сакам да кажам дека сигурно одлуката за лустрација се носи за морална сатисфакција на оние кои што виделе мака од оние кои што ги кочеле во нивната кариера. Оние кои што само со еден подпис или со една одлука одлучувале нечии судбини. Мислам дека со овој процес треба да им дадеме можност луѓето да ја дознаат вистината. Зошто некои фамилии пателе? Зошто некои режисери напредувале, а некои стагнирале? Зошто некои писатели напредувале, а некои стагнирале? Зошто некои имоти туѓи на мојата, на некоја друга фамилија биле одземени благодарение на доброто кодошење? Верувајте, овој закон е одобрен од сите оние кои што имале такви случаи во нивната фамилијарна историја. Се навративте за некакви македонски митови за кодоши и војводи. Па како што знам, и вие сте дел од коалицијата со едни кодоши и војводи. Немојте да ги оцрнувате луѓето кои што имаат собствено право на мислење. На крајот на криштата, како професор по македонски јазик и филолог, гледам дека цело време го експлоатират името на Славко Јаневски. Точно е се она што кажавте за него. Основоположник, творец на првиот роман, расказ, се и се што. Но верувајте, никој не го оспорува неговиот квалитет. И секој го признава и од нашите, буквално секој. Но целта на лустрацијата е да видиме зошто другите можеби не успевале покрај него. Зошто не успел Крле, зошто Ванчо Николевски, Јонче Бошковски, зошто Венко Марковски или Абаджиев бил потиснуван во својата литературна кариера. Тоа е причината за лустрацијата на сите оние личности. И на крајот на криштата велите дека принципот на гласање не е добар. Да се гласало 6-5-4-3, па дадете некој друг предлог, дадете некое собствено мислење. Ако се одлучува само онака со предлог и со констатација, ќе речете и тоа не чини. И верувајте дека со овој начин ќе ги откријаме и оние втемелувачи на државната македонска историја што ги кажувавте во 45-та, 50-та, но и оние кои што ја подривале таа процедура. Ви благодарам. Благодарам.